Ние предложивме евентуално ако мора да се оди на таа варијанта, тие средства да бидат употребени во проект кој долго време работиме на него за фотонапонска централа, за кој имаме и точни коути, пресметки и добро разработен проект и без консултација на народот за што сакаат и во кој правец сака да се движи општината, секако не би се сложиле да помини тоа така само како на едно мало парче хартија во последен момент предложено пред нас. Што предлагате вие за фотонапонската централа? Тоа е голем проект што голем дел од средствата ќе бидат вратени преку европските зелени фондови. Проект кој во моментална енергетска криза и како што се овие цените на струјата мислиме дека е најпотребен моментално. Проект за кој имаме изработено студија, најдена локација, идеална локација би рекол и за на целиот Балкан со надморска висина, врзница која може да биде вратена од европските зелени фондови и самата ќе се исплаќа со самото производство на електричната енергија. Тука би напоменал дека во самата таа централа би ги покривала уличното осветлување, трошоците за улично осветлување, училиштата, администрацијата, сите јавни предпријатија, како и пречистителната станица и дури пресметано е дека одреден вишок би останал со кој би се субвенционирали некои од индустријата. Станува збор за проект изработен од странски куќи, предлог проекте и овој период планираме да го објавуваме јавно, да можат сите граѓани да се запознат подобро со него. До сега гледавме да не биде како партиски, да го предложиме како заеднички во Советот, но не гледаме некој интерес и слух, а времето изминува, секој момент гледаме и со цената проблеми имаме и со самите јавни предпријатија имаат проблеми со отплата на сметките за струја, така да мислиме дека мораме да го смениме начинот на кој ќе го презентираме овој проект да дојде поблиску до сите граѓани и преку разни јавни анкети би ги прашали самите граѓани што мислат во кој правец да се одвиваат работите со нашата општина.